Добро е што не препознаваш кај сум, ама ќе ти открием Чомовски во големиот парк, во градскиот парк, каде што разговараме со еден од кандидатите, значи помеѓу оние сите кандидати кои што настапуваат со вратоврски, со кошули, со неофицијални кампањи какви што сме навикнати да ги гледаме, постојат и кандидати кои што потекнуваат од културната сцена пред се. Еден таков кандидат за градоначалник на општина Центар е Гога Поп Георгиевски. Добре дојде во утрински брифинг. Добро ве најдов. Георгиевски, оние кои што те знаат, ве знаат од она што сте музичар, бројни бендови позади името на Гога Поп Георгиевски, меѓутоа и како еден од оние иноватори кои што за време на пандемијата беа најактивни изработувајќи бесплатни визири за лекарите, еден куп други иновацијски решенија би рекле во кои што беа во насока да помогнат на оние на кои што им требаат. Меѓутоа сега сте во една поинаква фаза, сега сте во трка за градоначалник на општина Центар. Јас ќе речам неконвенционален кандидат. Од каде е таа идеја и од каде тој порив преку твоја партија да бидете кандидат за Центар? Прво, да се навратам на оно што го спомнавте на мене, ви благодарам за поканата и ви благодарам за просторот што го издвојувате секогаш за мене во сите тие мои проекти, кои што никако не би сакал да ги искористам во оваа политичка кампања, но нека бидат ете некоја отскочна штица да кажат нешто повеќе за мене и дека може да се направат работите малку поинаку. Како кандидат за градоначалник на општина Центар дојдов на покана од твоја партија. Прво малку сакам да објаснам околу твоја партија, тоа е Твитер иницијатива, значи иницијатива на граѓани која што прерасна во партија се со цел да можеме еднакво да учествуваме на политичките трки. Дали се тоа парламентарни или локални избори. Иначе лично јас секогаш сум поддржувал да речеме трети опции, бидејќи мислам дека доволно е од двојствата во градов и во државата и дека треба малце да го расшириме светогледот и да видиме дека постојат и други поинакви луѓе. Дали твоја партија е токму таа трета опција, бидејќи повеќе опции се во игра во општина Центар? Не би сакал да фаворизирам. Си земам за себе една задача, тоа е да ги мотивирам луѓето да излезат на гласање. Само така ние можеме власта да ја направиме да биде демократска. Ако биде таа разнообразна, ако во неа влезат повеќе опции со различни мислења, различни луѓе, а не да биде секогаш под капата на едни или други и тие да бидат оние кои одлучуваат. На страна од тоа, малата излезност овозможува големите партии да добијат повеќе од она што реално им следува, ако компарираме со она што го имаат направено дали за општината или за градот. Добро, како партија или еве како кандидат за градоначалник, кои се главните работи кои што на територија на општина Центар ви сметаат или би ги промениле? Видете, јас кажав 3 постулати околу кои ќе гравитирам. Премногу се ветувања, 30 години едните исти ветувања. Погледнете ги програмите на сите кандидати, тие генерално се, што се вика copy-paste или ископирано и приложено и се едно те исто. Значи за мене е небулозно да ветуваме чист град кога имаме предпријатија кои се платени да ја вршат својата работа. Небулозно е да ветуваме дека треба да имаме улици кога тоа ни следува и тоа е треба да биде дел од концептот на една власт и за тоа одвојуваме енормни средства од буџетот. Значи треба да работиме на следниве работи: на реорганизација, на професионално работење и треба на ефикасно работење. За во краток мандат, условно кажано од 4 години, да имаме видливи резултати дека нешто сме направиле. Ние овие 4-5 години наназад, ние напротив, не видовме скоро ништо. Кога ќе ја погледнете конкуренцијата со која што се соочувате во Центар, низ неколку изборни циклуси, важи за место кое што припаѓа повеќе на лево ориентираните. Меѓутоа,
Како ќе се спротивставите со овие луѓе, со овие против кандидати кои што ни своите партии и поддршката од своите партии имаат и како многу поголема стратегија во однос на финансиската моќ која што ја имаат за да се рекламираат. Еве на пример ако се следи вашиот настапот на твоја партија, која што претпоставувам дека не располага со толкави финансиски средства, вие застанувате пред билбордите на овие другите поголемите партии, ги заменувате нивните амблеми и така се рекламирате на социјалните мрежи. Тоа ли е еден вид на кампања или како ќе ја терате вашата? Видете, за жал финансиски е невозможно да се направи компарација меѓу нас како партија и сите останати партии. Прво во принципот на нашето размислување околу разделбата на буџетот во однос на политичките партии. Ние сме децидно против да се одвојуваат толку енормно големи средства за парламентарни и за локални избори и врз база на гласовите и процентот на освоени гласови партиите да добиваат некаков буџет. Де факто, ова е борба на Давид версус Голијат, каде што сите оние што припаѓаат на Давид ги имаат сите оние милионски суми кои што си ги поделиле, а ние сме оние и од друга страна за кое ние го информиравме и ОПСЕ, ги информиравме и ДИК, меѓутоа ние не можеме да се компарираме прво во принципот. Ние сме против граѓанските пари да бидат користени во било какви политички кампањи, затоа што сметаме дека можат покреативно да се искористат. А де факто, ние немаме финансии, на нас ни беа доделени 800 евра во виртуелен простор, каде што ние треба да се представиме, треба да направиме кампања квалитетна, треба да кажеме што мислиме. Мислам дека ние немаме медиумски шанси. Постојат ли тогаш други алтернативи како би им се промовирале на кандидатите кои што треба да ве гласаат? Секако ние планираме да организираме дебати и трибини, да ги најавиме преку социјалните медиуми кои што се секако по-ефтини, еве така да кажам народски, и подостапни за нас, бидејќи ние ова што го правиме си го финансираме од сопствен джеп и не планираме да потрошиме енормно пари за да ги убедиме луѓето дека 30 години ништо не мрднало. Независно кој каде се наоѓа, во која општина припаѓа, мислам дека оние луѓе кои што се свесни и кои што имаат малку фантазија, кои што биле прошетале, ги виделе разликите меѓу случувањата во европските земји за 3-4 години и овде кај нас, лесно ќе донесат заклучок. Затоа мислам дека наш главен таргет ќе бидат социјалните мрежи, тука се Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, тие се тие кои ќе бидат во наш фокус. Георгиевски, ако без разлика што и да се случи на локалните избори на 17 октомври, без разлика дали твоја партија влегува во Советот или вие станувате градоначалник, а после ова ќе биде само една политичка екскурзија или тука го гледате вашето действување, дека политиката е некое следно поле? Видете, јас никогаш не сум имал политички амбиции, ниту сега се замислувам како некој голем политичар што ќе донесе не знам какви промени и треба да направи не знам какви ветувања. Дефинитивно политиката стана еден чекор кој што ние треба да го сватиме како граѓанска одговорност. Што поголема функција си земеме и задачи си дадеме, толку поголема е нашата граѓанска одговорност. Сега, повеќе од никогаш имаме различен избор. Имаме премногу шанси и имаме избор по вкус на секому. Така да сега беше моментот кога тоа ќе го покажеме и затоа си ја земав таа одговорност. Дали понатака ќе се кандидирам на парламентарни избори или за градоначалник и слично, искрено немам одговор. Но ова беше одговор на мојата совест како граѓанин да направам чекор понапред од она што претходно сум го правел и да покажам дека треба сите заедно да работиме и луѓето да излезат од својата комфорт зона масовно на гласање, за да донесеме адекватна власт со огромна излезност на изборите, а не со минимална. Чувствувате дека гласачкото тело е подготвено да гласа за политичари кои што не им се појавуваат секојдневно на екраните, кои што не им се појавуваат во нели тој како што реков и на почетокот физикус кои што се навикнати да го гледаат. Ќе речам повеќе за конвенционалниот
пристап за музичарите. Еве гледаме дека на ниво на град Скопје се трка и Нишо Кирико, што е многу Точно. познат во својата професија. Видете, јас не гледам, еве ако земеме дека председател на Украина беше еден лидер на многу добар бенд, јас не гледам зошто било која професија не би била подлога за кандидатура, особено музика или слично, кое што е јавна професија, каде што имаш многу контакти со луѓе, со народ, ги слушаш нивните проблеми. Не гледам дека тука професијата е пресудна. Пресудни се други организацијски моменти и други вештини кои што можат да се искористат во како да речам, во стратегијата на делување, кои што можат да придонесат. Значи јас не сум правник, а општините имаат пред се огромни правни проблеми. Затоа ќе се залагам за формирање на железен правен тим. Јас не сум архитект, меѓутоа ќе вработиме архитекти и урбанисти кои што ќе се ангажирани за тие проблеми. Ќе вработиме луѓе кои што се занимаваат и прават студии за транспорт, сообраќај и слично, енергетика. Така да, менаџирањето на целото тоа е главниот адут што еден градоначалник треба да го има. Иначе немам ништо против никој кандидат, сите имаат еднакви шанси кон народот, сакам да кажам. Ако вие сте спремни за промени, ако вие однапред кажувате, например, дека немаме шанси, дека имаме премала медиумска присутност, дека не можеме да се искажеме, доискажеме и слично, вие станувате дел или од апатичните луѓе, или дел од машината која веќе го меле овој град. Таа машина треба еднаш да се расформира и одново да се состави по мерка на граѓаните. Јас не фантазирам дека ако утре дојдам како градоначалник ќе бидам единствениот од твоја партија. Сигурно дека тука ќе има луѓе од СДСМ, од ВМРО, од ДПМН, од Левица, од Шанса за центар, од Зелен хуман град, од Дом, од ЛДП. Јас се залагам за тоа сите да учествуваме, но не како едноставни кревачи на рака или спуштачи на рампа, него со проекти и пред се решенија кои ќе дојдат од таму каде што тие луѓе доваѓаат. Добро, Гога Поп Георгиевски, благодарно за одвоеното време и за ова интервју кој што во ова екна кампања на локални избори. Се надевам дека ќе имаме прилика повторно да разговараме. Во секое време многу ви благодарам што ме поканивте. Да, ви посакуваме секако и повеќе простор на медиумите, не само на твоја партија, туку и на сите помали пакви иницијативи. Ви благодарам.